Посетата има една цел, тоа е подготовка политичка за составувањето на програмата на ВМРО-ДПМН и да видиме кои потреби економски, инфраструктурни, туристички, образовни и здравствени се потребни за Охрид како град да бидат дел од програмата на ВМРО-ДПМН, која што веруваме дека ќе биде и владина програма после 11 декември и која што ќе се остварува според зададените рокови. Она што досега имаме да го кажеме е дека успеваме полека но сигурно да го намалуваме бројот на невработени лица и да го зголемуваме бројот на вработувања во Охридската општина, зашто до одредена мерка заслужни се и двете странски инвестиции, ОДВ Електрик и Костал, кои што секој месец имаат по повеќе вработени луѓе. И во следниот период очекуваме да се случи уште една странска инвестиција во Охрид, за кое што име не би говорил, но самата компанија, кога ќе ја донесе таа одлука, мислиме дека ќе ја обзнани на задоволство на сите граѓани. И на крајот тоа што сакам да го споменам е дека во следниот период очекуваме една изборна кампања во која што две политички опции ќе имаат различен настап. ВМРО-ДПМН ќе настапува со проекти, со програми, со економија, со нови вработувања како крајна цел, додека партијата која што се труди 10 години да ја превземе власта без волјата на народот, очекуваме да настапува со одредени шпекулации или со нудење на двојазичност и распродажба на други државни и национални интереси како можност да се дограбат до власта која што им е крајна цел.